Агенцијата за храна и ветеринарство излезе со препораки до населението од поплавените региони за тоа како да се заштитат од заразните болести кои се пренесуваат преку храната и водата за пиење. Од таму апелираат за време на поплавите постојано да се следат информациите за водоснабдувањето и безбедноста за водата за пиење преку локалните и националните телевизии, радија и преку интернет порталите, за пиење, за подготовка на храна и за одржување на лична хигиена, да се користи само пакувана вода или вода за пиење од цистерни, која ја доставуваат јавните водоснабдителни предпријатија. Доколку постојат резерви вода, истата да не се употребува додека не се преврие. Доколку водоснабдувањето се врши од индивидуални водоводни објекти, каде е видливо заматување на водата, истата да не се користи за пиење и за готвење. Редовно да се одржува хигиената на рацете со сапун или средство за дезинфекција, да се заштити готовата храна за да не дојде во контакт со водата од поплавата или со отпадните води. Целата храна која била во контакт со водата од поплавата, во поплавените фрижидери, замрзнувачи или подруми, да не се користи за исхрана, односно се препорачува храната да се фрли, да се дезинфицираат сите работни површини како и приборот за готвење и јадење. Храната да се подготвува со безбедна вода и задолжително термички да се обработи на температура повисока од 70 степени. Подготвената храна да не се чува подолго од 2 часа на собна температура, односно истата треба да се чува на температура пониска од 10 степени Целзиусови. Од Агенцијата за храна и ветеринарство како дополнителни мерки препорачуваат храната темелно термички да се обработи, особено храната од животинско потекло, додека овошјето и зеленчукот кој обично се користи сирово, дополнително да се измие во млака вода, да се исчисти, повторно да се измие и термички да се обработи. Од Агенцијата за храна и ветеринарство како и Сдруженијето за заштита на животни Анима Мунди исто така излегоа со препораки за заштита на домашните животни погодени од поплавите. Од Агенцијата за храна и ветеринарство вела дека доколку се најдат животни во поплавени подрачја, со истите треба да се постапува внимателно, имајќи во предвид дека се вознемирени и исплашени. Прво треба да се згрижат по младите животни. На истите треба што побрзо да им се обезбеди свежа и безбедна вода. Храната може да се даде во помала количина од вообичаената. Одгледувачите треба да се обратат до екипите на терен кои ќе им дадат соодветни информации каде и како може да обезбедат свежа вода и соодветна храна. На животните не треба да им се дава да пијат од поплавената вода. Од Сдруженијето за заштита на животни Анима Мунди пак апелираа да им се помогне на настраданите животни во невремето. Од таму ги повикуваат граѓаните да им доставуваат фотографии и информација за точната локација каде животните се во опасност.